Правото на чиста и здрава животна средина е фундаментално граѓанско право, чие целосно и доследно почитување е услов за подобро здравје, поквалитетен и подолг живот на граѓаните. Затоа секој граѓанин е подеднакво должен да го штити, чува и унапредува природниот екосистем. Последиците од нарушувањето на животната средина стануваат проблем на сите и затоа се неопходни решенија зад кои ќе застане целото човештво. Правата поврзани со животната средина не се само права на една генерација и не ги засега само правата на актуелните генерации, туку има директно влијание и на правата и на идните генерации. Затоа што водата е една од основните животни субстанции поред воздухот и почвата. Светските експерти велат дека идните војни ќе бидат не за нафта, него за вода. Ние тоа треба да го сватиме. Многу малку луѓе знаат дека во римско време постои оној аквадуктот. Значи ова подрачје не е без корен. Овдека имало вода пред 1000 години, па и повеќе. И го имаме тој Јустинијан, тоа аквадуктот, некој не знае каде се наоѓа, можеби. Значи, со илјадници години овдека постоеле луѓе, постоела цивилизација и сите се грижеле за некој начин за водата. Дали преку некои канали, преку некакви, али пазите, аквадуктот не е мала градба. Тоа е, ако земеме сериозно да ја разгледуваме како градежен објект, тоа е у рангот, можеме слободно да кажеме дури на некои Кеопсови пирамиди, таму на пирамидите, затоа што тоа е споменик. Успеав конечно, после многу трагања, да најдам ферман на Идрис Бек од 907 година во архив на Република Македонија го има, каде што се регулира комуналниот ред во смисол на правата и обврските во подигањето на домашниот смет и обврските на граѓаните како морат да зачистат пред врата и така натаму. Првото организирано водосредување во Скопски водовод е 907. Направен е бунар кај денесната царина и од тука во резервоар 250 губи на кале. После тоа 36 година е направен првата картажа Рашче. Софи 400 е донесена до градот. 64 година е направено Раче 1 и цевоводот по Партизански. 69 е завршен цевоводот за водоснабдување на Железара. Комуналната хигиена е огледало на секое мало град и на државата. Чиста околина, здравиот и чистиот воздух, чистите води се непобитен факт и дури чудно е за ни да се разговара. Тоа е нужна потреба за која најмногу и комуналните предпријатија и сите граѓани треба да се грижат и да ја спроведуваат ова идеја за чист воздух, чиста вода и чиста околина. Јавните комунални предпријатија се од исклучителна важност за секојдневието на граѓаните. Тие го даваат својот придонес како општествено одговорни компании кои се грижат пред се за здравјето на секој поединец. Само ефикасни јавни комунални предпријатија пружаат квалитетни услуги на граѓаните. Комуналните предпријатија се најеколошки предпријатија во оваа држава. Значи нема поголеми еколози од нас. Ние го носиме целото ѓубре што ќе го направиме. Без комунални дејности практично нема организирано живење, нема град, нека биде и мало градче, па ако сакате и селска заедница, ако тоа не се прави на организиран начин, не се прави согласно нормативи, правила, критериуми, не се исполнуваат основните принципи, норми на работа, едноставно нема да може да има нормален живот во било која урбана средина. Историјатот, за кој за жал малкумина покажале грижа и интерес за зачувување на автентичните настани, говори дека организирањето во Скопје
По 50-тите години од минатиот век и периодот околу земјотресот функционирале 5 комунални предпријатија: водовод, комунална хигиена, паркови и зеленило, улици и патишта и новоградба. Поради рационализација, во 1972 година се формира Комуналекс, во кој влегуваат дотогашните предпријатија. Но, 20 години подоцна, повторно се покажа неопходноста од соработка, но и одделно действување. Како посебни субјекти се формираат 4 јавни комунални предпријатија: водовод, комунална хигиена, паркови и зеленило, улици и патишта. Слично е организирањето, работата и проблемите и во целата држава. Гледајќи го мојот град, а и вака воопшто во цела Македонија, денеска битно е подобро и предпријатијата имаат и подобри услови за работа, бидејќи свестан и на граѓаните, а и на луѓето кои се во таа фела е многу подигната на повисоко ниво. Значи се работи за изградба на почетителни станици, се работи за озеленување на градовите заради загадениот воздух, се работи за регионални депонии за црст отпад, каде што не може да биде на секој чоше да има дива депонија. Така да таа свест и повеќе средства, ја верувам дека денеска е многу подобро и граѓаните живеат и уживаат подобри комунални услуги. Edhe me pyetjen tuaj për problemet të cilat ne ndeshemi çdo ditë, mund të themi lirisht se problemet janë të shumta. Do të kisha veçuar këtu probleme financiare, nga të cilat pastaj din të dalin edhe të gjitha problemet të tjera. Nga aspekti financiar, ne po ashtu jemi të vetëdijshëm se dalin edhe problemi me rrogat e ulta të cilat ne ndeshemi çdo ditë, e cila po ashtu ndikon edhe në performancën e dobët të të gjitha ndërmarrjeve në Republikën tonë. Problem tjetër kryesor edhe shumë e rëndësishëm është infrastruktura shumë e dobët edhe shumë e vetësuar në për të gjitha qytetet tona në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për këtë do të kisha theksuar se nevojitet një bashkëpunim i thellë ndërmjet institucioneve tona ta niveli lokal të pushtetit dhe po ashtu edhe pushtetit qendror. Јавните комунални предпријатија играат важна улога во нашето општество и обезбедуваат основни потребни на граѓаните кои значително го подобруваат квалитетот на живот. Со лимитирани и несоодветно регулирани средства, јавните комунални предпријатија успеваат да обезбедат конзистентни и еколошки услуги 24 часа на ден, 365 дена во годината, а со ова се од исклучителна важност за сигурноста на граѓаните. Соработка има, но неопходно е поголемо разбирање од надлежните институции. Не е доволна таа грижа од државата, затоа што одамна ние склучивме спогодба за соработка и со ЗЕЛС, Содруженијето заедница на околни самоуправи. И уште тогаш јас се сеќавам дека ЗЕЛС инсистираше за поголем дел од процент од данокот на имот, така да можат од тие пари да се финансираат повеќе проекти за локални самоуправи, па и за комуналните предпријатија. Проекти се нови водоводни линии, реконструкција на водоводни линии, изградба на депонии, изградба на паркови и така. Така да не е доволна поддршката од државата, а треба да се најдат инструменти како, ја не верувам дека директно можат, него пак ќе оде преку локална самоуправа. Алармантни се податоците дека просечната старост на вработените во некои јавни комунални предпријатија се повеќе од 50 години. Поради ниските плати, неповолните и тешки услови и неразбирањето на значењето на функционирањето на јавните комунални предпријатија, младите не ја гледаат перспективата како високо квалификуван и обучен кадар да работат во овие предпријатија. Работувањето на млади кадри во јавниот комунален сектор треба да се мотивираат младите да сакаат да работат тука, затоа што комуналните предпријатија представуваат многу значајна карика во општеството, обезбедуваат здрава и чиста вода за пиење, одведување на канализационата отпадна вода, собирање на ѓубрето. Нашата работа во јавните предпријатија има голямо значење за општеството и за општините, заедниците од кои што доаѓаме. Исто така сметам дека
платите треба да бидат конкурентни со приватниот сектор, за да може младите да сакаат, да имаат желба да се вработуваат во нашите јавни комунални предпријатија. Перцепцијата за тоа што значи да бидеш член и дел од јавно предпријатие и колку е важна позицијата и работата во јавното предпријатие не е доволно промовирана во општеството. Младите не се свесни за тоа колку е значајно да се работи во јавно предпријатие и не се свесни дека јавното предпријатие е сервис на општеството и на граѓаните. Сметам дека не доволно се инвестира во зајакнувањето на капацитетите на јавните предпријатија и мислам дека јавните предпријатија треба да најдат начин и желба да инвестираат повеќе во младиот кадар. АТКОМ, Асоцијација на даватели на комунални услуги на Република Македонија, цели 20 години макотрпно и посветено работи на активна поддршка на јавните комунални предпријатија во остварување на стратешките цели и визии, да ги зголемат нивните капацитети за пружање ефикасни и квалитетни комунални услуги по пристапни цени и во интерес на граѓаните. Значењето од постојањето на АТКО може да го видат прво директно вработените во комуналните предпријатија, бидејќи многу лесно доаѓаат до постручни работи, понапредни работи. Ја верувам дека денеска АТКОМ секој месец организира средби, има и повеќе комисии, каде што и на тие комисии се состануваат стручњаци од таа дејност и ги разменуваат мислењата. Придобивките од Асоцијацијата на комунални услуги е голема, зависи само кој како ја разбира. Така да ние треба да сме презадоволни од работата на АТКОМ, можело и повеќе сигурно. АТКОМ е асоцијација на комуналните предпријатија и за мене мислам дека треба да биде пример како треба да функционираат невладините организации, не мешајќи ги другите работи кои што се надвор од компетенциите на стручното постапување со комуналните услуги. АТКОМ може само похвални зборови да кажам, едино имам пат, мора да се критикувам, пошто сум уште АТКОМ член, да кажам тука. Треба уште поголема видливост да имаме, уште по-присутни да бидеме. Секогаш кога ќе запневме со нешто да постигнеме, успевавме да постигнеме. Али само, што се вика, ако треба и со глава од зид, ама ќе успееш. Ако мора проактивно да бидеме, сите овие настани што ги спремате и сите тие конференции, сите тие други настани, снимања и тие се тоа што има, и дигитализација и ова што беше организирано сето тоа обуките, мора луѓето да не гледаат, да знаат дека постоиме и да знаат дека има некој што оваа вода што ја тонело дека на чешма поминала преку 20 паметни глави, луѓе кои се разбираат од правење вода. Неопходно е заедништво и солидарно действување на јавните комунални предпријатија. АТКОМи се shoqata më e madhe e të gjitha ndërmarrjeve komunale publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ka peshën e madhe në avokimin e të drejtave dhe mbrojtjen e të drejtave tona si ndërmarrje përballë të gjithave institucioneve tjera, përballë të gjitha pushteteve si lokal po ashtu edhe qendror dhe në bashkëpunimin e thellë ndërmjet të gjitha këtyre organeve në përshkëmbimin e përvojave tona. Dhe si përfund e shfrytëzoj rastin, e shfrytëzoj pyetjen për të bërë një apel ndaj të gjitha institucioneve dhe ndaj të gjitha kolegëve të tjerë të cilët edhe hezitojnë të marrin pjesë në takimet e ATKOM-it, që bashkangjitin këtij organizimi edhe kësaj shoqate të madhe, pasi përfitimet janë të gjithanshme. Необходно е заедништво, солидарност и посветеност за нормално и ефикасно функционирање на јавните комунални предпријатија. Затоа и е значајно нивното организирање во Сдруженијето АТКОМ, кој е врзивно ткиво меѓу сите нас. АТКОМ во изминатите 20 години успешно ја изврши својата улога и задача да го помогне функционирањето на јавните комунални предпријатија. Ги повикувам сите заинтересирани страни да се обединат околу Сдруженијето, бидејќи само АТКОМ постои за нив за решавање на нивните проблеми во соработка и координација со институциите за да работат за добробит на граѓаните и државата.